некој почетен ефект имаше. Некој не извршен зборевме за некои активности на централно ниво, земјоделието беше главна тема. Што само тоа се дешава нешто државно, друго се политика. АЦ беше на централен, ти беше на централен? Не беше. Не, и в Поморски не си те јави. АЦ беше на централен, исто таму се збореше. Па беше главна тема земјоделието, протести и така натака. Зборевме со председателот, тихо имаше една забелешка дека протестите кои што ги правиме, хипешијата, генерално 99%, ако не и 100% наши луѓе, така, комитетите ги вадиме, и тие се луѓе. Издружението на страна го тргаме. И имало замерки дека многу од нашите луѓе, пошто нели претседателиве на страна стоите да не ве слика, да не го воиме, забелешки зашто на страна нас не пуштате, партија ли сме, што ли сме. Избореме со председател, вика да се прави уште една тура, иако сум тука денеска да говорим дали на едно место, дали на 3 места, што ќе правиме, како ќе правиме, ама да се прави ние управители, бидејќи сега е на повик на Сдруженијето за револтот, ние како партија се приклучуваме и даваме поддршка на некој начин. Првата тура беше што беше. Сега, добро ќе беше тука да биде високи и тихо, ама ајде, да речеме оправдан Јобрски, ќе им пренесете. Да се издоговориме како е наредниот период да направиме уште една тура. Со тоа што председателот рече, ако се организира добро, можеме да се прави на тоа. Ко председател на партија. Сакате на едно место да се совериме, да направиме... Да се спикаше до приковицата 2016. Да. И како беше Ленчо Николско, беше повратаре по улицата, наго ги прашуваше исто. Дали да се собереме на едно место, негде да утврдиме локација, или да направиме на 3 места посебни во исти ден. Каже Златко, ти како мислиш? Не, пошто одредно да почне. Да не правиме двојни на народ, че нама ти дајемо целта. Јас се знаеме ни тите беа, по дело правдето бе така. Добро. Дај да му дајме шанс да му да оберам. Сега не да ги поимени, вие обрабија не ме сваќаш? Му кажаме, вие пошто, вие бараја, сега не знам нашите шо направија натаму, до кај стигнаа бараја. Сите тие бараја, со оштета од глава што сушта, 40.000 по хектар си бараме, и тие сите, по кило 3 динара, што нико поминало на парламент, за гарантирана цена на килограм производ. Значи, од таа нема полица, да би име начин. Значи, ја кај ќе завесам Бучков, тоа последното што е. Се што верам, кардинал, Апусали, се што има нато Бучков, пројде, и он мене не ме врати. Без разлика планинари, без нема да го нема. Ја носам Бучков. И таа цена што од 2011 динара, он е должен да ми го земе мене производ. Ја сум криминал. Зошто не ми тура акцизи? Ми не сме влезени во Европа. Нема проблем, турим ти мене, не 3 динара, 300 динара акциза турим, како влезем во Европа. Прати колку ќе влезем во Европа. Они нас се товарија другари, ја не знам дали знаете. До 30 динара не товарија акциза. И сега дозволена работа. Ја моето мило дома што правам и по-малка количина правам, 3 до 5 тона, поиѓа на ракијата пепам. Тие моите пријатели, сите ракијари, и тоа добри ракијари, те живеат по 100 години. 6 динара литро го давам, 3 динара турим не купува. Јас си купам цикешка смедерека, чиста, се... Кој е мојот филтер? Парталот да не го речем да тоа шо. Мало пита, за мали политики, не он, денеска на тонот и филтрира. И никој, мислам, бит јас сум бране на тикриши со Богин, ја на никој може да продавам, со тие таа акциза. И према тоа, таа акциза, тоа што ги гласавам да го поништат, акциза кога ќе влезем во Европа, не се слажем сите, лозари и земјоделци, нека ни тура. А тој па нема да биде килограм број 8 динара. Секој ќе биде 40 динара. Златко, тоа се барањата кои што се упатили, ама сега како да продолжиме да ги притискаме за барања? Притискајте тоа проект. Да дајме шанса со тоа што си платиме на некоја телевизија, да врте тоа. 99% моите села не знаеа. Ако оде по неки моите, што ќе одам моите, ја во 11 сати идам. На колку луѓе му затворам во 11 сати, после 11 сати
само по љубов, ако ти покорвало, ако ти дориш, ги испади некој пријател, не, пали, не да може да не убави работа. Гледай сега, И те дела. ние ги правевме после пладне протестите и наредниот ден киде од претходниот ден. И тешко малце се пробива места. Ако протестот е денеска у 12, поведен у 2, сите телевизии вечерта ќе пренесат, сите ќе знаат дека имало протести, ќе се расшири. Море треба телевизија, требаше по села, требаше по продавници малски. Секаде за да се секој да биде во вести. Сега секој не гледа телевизија, вече си да се рекува во море, што ја пријатели човеци не разбави. Пустие што ги ангажираме трактори да дојдат некој, па и тие не дојдеа половина, тоа што претикваш не е истоварил, намо не е истоварил, верва, а и сега знатко што веќе сега моментално. Ќе ви покажам како го организира во Чешиново протестот. Вакви плакати на еден лист има, ги повикуваме сите земјоделци масово да излезат на со својата механизација за решавање со сериозниот проблем со откупот на на ден 10 и 9 автобуса, таму и таму се собереме сите. И на протестот имаше 100 луѓе. И тоа, разбираш, сега имаше и комитетот по улога, ама ако биле од 50 комитет, 50 тоа што разбрале од... Абе, ние пак не река, кога беме заеднички с другото дружение, беа известени сите села, беа сите известени местни заедници. Плакати и марши, го напълниме площада, или заедничко, да не се делиме, нели, слушане, сотива не сте, и пак се понапълни площада. А сега дури ово малце беше на КТВ, ја што викам, не уред, цена, што ќе преговарали цена, ќе беа таа почната. Него вие други сте барани што ја уклучиме, тие држат. Ваше го правилно држат. Дај еден по еден да видиме. Значи, вака, Цветан, јас како домаќин. Значи, ние имаме четврток, петок, сабота, недела и понеделник, имаме Боемска вечер четврток, Манастирска вечер и 3 дена Банајчар. Зошто го кажувам вако? Во сабота, здравје Боже, треба председател од нас да не биде тук. Една од средбите што планираме, здравје Боже, ќе биде на темата Лозари. Тој идната сабота, така? Значи, оваа сабота. 21, добро. Зошто го велам ова? Затоа што имаше гроздобер у Кавадарци, не ви рекуваме за време на гроздобер, не правиме такви и мислам дека ќе биде контрапродуктивно кај за време на Панаѓерот, било што да направиме. Не речи како. Ова, дека треба да видиме у првиот ред, потполно се слагам, земајќи го примерот на Тихе, и верувам дека му си имат јавено, него бајджи луѓи, му имат решено, Тихе, ти си позади, а ние сме напред. Бидејќи јас, Јане и Баце и една екипа беме на сите 3 протеста, ја можам да кажам за сите 3 протеста од мој аспект како ги разумам. Ние имаме у Неготино 3 реда што стоат и еден ред што седе позади, што за жива сила не сакаше да стане, ниту да не удостои, али дојде да не слуша. У тој ред го нема никаде Цветане. У тој ред имаше Лозари, кои што ја прв пат ги гледам и кои што јас не сум ги информирал и јако употребиме плакат на продавницата по селските. Ние употребиме плакат, го пуштих јас на Цветан. Исто, сега, не смееме да се појавуиме, точно е, ама треба да го однесиш тој плакат у курија и да задолжиш некој да го залепе на дуче. Абе, генералот на кај има војна, он не се појава у канцеларијата. Да. Планот го прави, али војските треба да работи сега. Деставата треба да работат на терен. Фактички сега по патот го правиме младе. Ја не сум задоволен. Председател треба секоја местна заедница да се знае човек и на сигурно да изнајде. Бао ме подсети кој рече за Ленчето и за Заед. Ленчето има огромен придонес у тоа што е ваквов менталитетот кај нас, за тоа што она неколку години доаѓаше тука. И сега Ленчето не иде. Ленчето, а нема сега. Ленча, како ја вика? Николовска. Советник не беше на министрот преговор. Друга работа. Значи, ние кај нас у Неготино, јас се слагам дека треба да направиме и да подржиме протест, арно ама, не сум сигурен дека на 3 места Цветане у исто време кај првото дека ќе направиме работа. Дури мислам дека е... Мислам дека ќе... Да биде помасловен.
Ама што заедно треба Добро, да... се направи. Неготино Просто Кавадарци. добро на площадот беше. Само да кажам за Росона. Таму, во рокот 45 минути до 60 минути се направи огромна колона. Иако имаше Цветане 20, да и 20 минути требаше. Да, значи се направи огромна колона. Кој што можеше да слика, кој си можеш да си го направи, тоа си го направи и тоа непобитен факт, ако беа толку трактори. Јас сум искрено мене ако ме прашаш за 30 минути да ми кажеше некој дека 3 км ќе има колона, ја не маш да го верувам. Кај нас Неготино Кавадарци е регионален пат. И ние размислуваме за такво нешто, размислуваме. Цветане, ама не знам како ќе го направиме тоа, бидејќи и кривина на милицията, и на горлина. Нас Нас кој ќе ни дозволи? Нема шанс. Така е. А, тоа е друго. А, тоа е друго. Цветане, тука на излезот од Неготино е на горлина, кривина, не знам дали ќе ни дозвола. Тоа мора да биде како у Росоман да се. Не верувам дека нас вака ќе им дадат. да биде тоа. Не вале на исто. Не. Ама, рамно е. Иначе Крејонот на сите три протести најави дека ова е предупредувачки. И тоа е Сега, тоа. да повикаме на генералниот, што он го најави. Ето. Да почекаме да заврши Беров. Тоа што го кажува и он. Бидејќи негде е завршена, ама негде смиревката не е почната, да почекаме 10 дена. Моите заврши. Еве да утврдиме датум кога би било тоа. И да направиме генерален Да штрайк. направиме генерален. Сега, ќе му се мисли. Ако можеме, ако можеме да возат регионално, на сите би одговарало таму. На Древно? Ефективно, Да. на древно. Не е Ефективно. магистрален. Не. Со три трактора, Добро. извини, со три трактора, знаеш каков ефект имаше вамо на Росово? Не. Ама не... Да повикаме, плюс, ако меѓу членовите се каже дека ни го подржуваме више, не е више, окей сдружението, ама ни сме тука, дека председателот ќе дојде, ударме тежина на себе. Се сложувам, само за едно не се сложувам, мислам дека нема да помине, зашто? Ако чекаме ние да помине бербата, завршена. Не, да. И кажаме, Ама Си ваде, сега ние правиме минатата недела 3 протести. И не ли ги патиме барањата и разуме рокот 10 дена, треба да се каже нешто. Ние не можеме да чекаме сега 25 дена од барањава, па ако нема па ќе правиме. Кај бете до себе вчера? Чекаме се, вие кажавте 3 пати, сега бе немаше, сега заврши бербата, сега вака беше, така Нема беше. проблем. Как ќе направи одлуки и днешно ќе пресетнуват? Ние мислам Ова дека ќе платиме на Кавадарци. Ќе направиме да состав клубов ќе испадна. Пошто од нашите барања, од нашите протести предупа, нема лични одговори од главата. ние протестираме За 10 сега. дена ги викам на масовен протест. Блокиране. Да. Пени, добро сега. Пени, Биларов, Марина. Да ти кажам што е играта. Не е заднат. 4000 луѓе нема да одат од директора. Тука е борбата, бе, не е друго борбата. Тоа ја го викам крај. Од Рексен барем нема да идат на работа. 4000 луѓе нема да идат до градот, бе. Една смена може да е с 4 на 2 лиги. Ама од Ама Неготино... таа смена кај ќе одат тие на мајка? Добро е да нема да одат на работа таму. Види, треба да бидеме внимателни, Златко, да не направиме револта некоја друга категорија. Сега па тие си кај нема да бараме- оде на работа, нема да оде на работа, после тие... Да, па тоа ти Ама директор барат од 10 вечер. Не бе, Не, сме има, па и се добро на работа. Поеден. Ако да станеме, сега треба. 3 се враќа. Сега види човек, дали тоа ќе ни успее са, пример да кажеме, денеска сме 4 сати, си тръгнеш утре пак начи контера да бъде прашање. Не. Е, за еден ден правиме, за еден ден. Не, види, Златко, ние Само за правиме- еден ден. Не, вака се, ја како го замислам, па вие кажете. Ајде. За пример, за 3-4 дена од сега се мобилизираме, пошто од последниот протест до идниот, До среда ќе поминат 7 дена. 7, Е. еве на 8-миот ден сме дале предупредувачки штрајк, тоа што викаш ти. Бидејќи се глуви, ние повторно се обираме и од на тој протест кој што ќе трае 1 ден, 2 сата, упатуваме порака дека ние нема да отстапиме од барањата кои што ги имаме.
Додека не ни удостои министерот, Заев, компанија, сакаме да седнеме да разговараме. Овој протест е денеска, пак ќе биде. И утре и задутре ако нас не ни одговорат на брањето. Ние мораме да тераме приказната. Зашто? Тој има послачка. Сега ќе дојде у сабота председателот на настанот, така? Ама, Пак работа. ќе дигнеме на политички план. Не се председател, прашањето. сабота здравје, Па наредната недела, па пак ќе се собираме на протест. Цело време да држиме тензијата. Затоа ви прашувам, еве на пример, ако ја мислам дека имаме време, пошто веќе загреана ситуацијата. У четврток да направиме дали не едно место, дали не три места. Ја мислам дека на едно На едно, не бе крај на прича. Како? Ама треба да лепе нешто пак сега. Сега исто го зброиш и ти и Златко исто го зброиш. Треба да лепе нешто сега, тоа што е поднесено. Дали има рок, напишано ли е рок тоа? Јас тоа не го ни прочитав, ти го пишуваш. 7 дена бе, Седум половина дена. ли бе, контактираш? Па толку тоа. Да почекаме 7 дена. И после 7-8 ден да пуштиме порека за 2 дена, не ли дека даваме рок, 7 дена поминаа. Даваме рок забија 2 дена, ако нема ништо, трета Да, ден. вака се прави тоа. Утре, со сообщение у пишена форма, Тоа треба на катедра. Сдруженијето Да излеземе. ќе излезе и ќе каже вака. Поднесено Ние протестиравме и упативме барање. Уште еднаш ќе се обраќаме до надлежните до власта. Во рок од 3 дена, ако нас не викнат да разговараме за проблемиве, ние во четврток најавуваме штрајк. И од понеделник до четврток имаш рок уште еден, вака ги предупредуваш дека ако не те викнат, дека ќе протестираш. Што така се прави? А ние тоа да го споделиме, што може да нас Не ходи правно, но... Па да не излезе, човек. Значи, да ги чекаме Ovo malo izmisleno, ама отидиме ја лани у Росман, која е Росман? Разстојанието, 7 дена да ги чекаме. Ово ме някак дојде у Росман и телевизията се стигнаме таму. 7 дена од следниот беше Кој беше? Ајде Куманово, што Маржо Куманово телевизија има тој, дик се наши телевизиите не го кажаат. Телевизија има тука, чека како Лани пишу. Ами ја сега да сум средно, А не, што ќе најубаво ништо не пада кажа, рухница. што Лани? Видете, Што имаше да не бива таа како што ново старо. Што ново старо, тебе човек да се вели. Ново старо. Само да не знам што ја стапа. регионален пат. Треба човеци да се убиете, Треба да се убиете човеци, да. Добре, нема да блокираме цел пат. Тефтер да имаш, ја го телефонот сум Една звонил. лента да блокираме кај што е дозволено, ќе има кругово 15 км. Има едно право, ги гледам, ги прави работа.